Добар ден, почитувани! Ова е најновата Телма амбуланта. Црниот дроб е многу важен орган во нашето тело. Извршува повеќе од 500 функции. Како навремено да се откријат проблемите со црниот дроб и да се спречат болестите? Што е тоа замастен црн дроб? Има ли начин да се третира оваа состојба? Кои се фактори на ризик кои што доведуваат до забалување на овој орган? Ќе запрашаме професор доктор Викторија Чаловска-Иванова, специјалист по гастроентерохепатологија во Аџибадем Систина. Разговорот следува по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото. Како навремено да се откријат проблемите со црниот дроб и да се спречат болестите, ќе запрашаме професор доктор Викторија Чаловска-Иванова, субспецијалист по гастроентерохепатологија во Аџибадем Систина. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден и на гледачите и ви благодарам за поканата. Задоволство што сте тука и што ќе зборуваме за црниот дроб, за најголемиот орган, односно втор поголемин орган во нашето тело. Велат има способност за регенерација, го нарекуваат уште тивок орган, бидејќи не се буни се додека не се случи нешто сериозно лошо со неговото здравје. Па што тоа значи? Кога може да се јават симптоми кои што се поврзани со болестите на црниот дроб? Треба ли овој орган да е сериозно оштетен за да се почувствува нешто? Дадовте убава најава и можам да забележам вака со задоволство дека сте се подготвиле за овој разговор кој не е договорен, кој не е однапред концепиран. Па додолку повеќе ми прави задоволство. Навистина, црниот дроб е таков орган, со многу сложени функции, со многу важна улога. Тој е витален орган, што значи без него не може да се живее. Дотолку повеќе што кога дојде заради X причини, заради разни фактори на оштета, дојде до пропаѓање на голем квантум од црнодробното ткиво, тогаш велиме дека неговата функција опаѓа и дека влегува веќе состојбата на тој пациент во сериозни води, опасни води, што може да доведат до откажување на црниот дроб, кога животот не е можен. За жал, тогаш симптомите, манифестациите се видливи и за лаик, и за околината, и за стручните лица, но често пати тогаш велиме дека е доцна. Заради тоа, овие емисии треба да послужат меѓу другото и во таа насока, да се подигне свеста кај населението, кај јавноста, како да се откријат болестите на црниот дроб во онаа фаза кога може многу да направиме и диагностички и тераписки. Загадката е поголема затоа што во таа фаза, во тие периоди кои траат со години, значи тоа не е нешто што трае преку ноќ. Тогаш симптомите се многу благи, некои пати отсуствуваат и не се специфични, што значи не ги поврзуваме со црниот дроб. Што може да се почувствува? Што е она што треба да ни биде аларм, што треба да ни биде сигнал дека нешто може би се случува со црниот дроб? Тоа се лабораториските резултати. Затоа нам, на лекарите, тие ни служат како показатели што се случува со црниот дроб. Би ги спомнала вака широко познатите трансаминази, односно ензими кои се покачуваат при разноразни оштетувања од било која етиологија. Значи, причинителите може да бидат разновидни, многобројни, но нивното присуство, нивната појава треба да биде сигнал. Не секогаш трансаминазите значат болест на црниот дроб, да не бидеме вака сега многу еднонасочни, бидејќи тие може да се покачат и при разни, да речеме, физиолошки состојби. Например, кога имаме ексцес во вежбање физичко, може да се покачат. Меѓутоа, задачата на лекарот е да ги следи тие параметри, да го викна пациентот повторно да се видат по неколку недели и да имаме увид како се движат тие со текот на времето. Дали се менуваат нивните вредности? Апсолутно. Дури може да бидат променети и во 2-3 дена разлика. Меѓутоа, битен е трендот и битно е да се одговори на прашањето што е причина за нивното покачување.
не се работи само за овие ензими. Може и други ензими исто така. Може и билирубинот исто така. професор, како овие ензими, понекогаш при прилежан грип, кога ќе се направат испитувања, овие ензими, трансаминази се покачени. Дали е тоа опасно? Дали грипот всушност доведува до некаква болест на црниот дроб? Да, црниот дроб не е изолиран од телото. Значи, тој е еден орган кој реагира во контекстот во кој се наоѓа организмот. Дали грипот, дали некое лекување, кое исто така може да биде причина за транзиторно покачување на трансаминазите. Затоа велам, многу е битно да се одреди кога се јавуваат, во кои услови се покачиле, кои може да бидат факторите кои можат да бидат одговорни за нивното покачување. Значи, затоа ние лекарите се распрашуваме што било во непосредното минато, кои лекови биле користени, за да може да отфрлиме некои причини кои може да бидат услов за транзиторно, значи за привремено покачување на овие ензими. Од друга страна, значи, битно е да се одговори на прашањето што е причината, и во таа насока ние правиме одредени испитувања. Си постојат протоколи во кои услови што треба да се направи. Тука спаѓа и ехотомографијата која може да одговор, например, и за заместувањето. Значи, тие испитувања треба да се направат за да бидеме помирни. Треба да се направат маркери за вирусните хепатити. Значи, тие се присутни во нашата популација и тие во голем број од случаите се одговорни за хронични заболувања на црниот дроб од редот на хепатити, а не ретко и на цирозата. Цирозата е краен епилог од еволуцијата, од развивањето, на оштетувањето на низа болести, како што се хепатитите, како што се заместувањето на црниот дроб, како што се други метаболни заболувања кои може да бидат и наследни, например таложење на бакар, таложење на железо, понатака група на автоимуни заболувања кои исто така се многу во тренд во последните децении и кои во таа група спаѓаат повеќе заболувања кои имаат и сличности и разлики. Јас би го навела оно што е заедничко, дека не постои надворешен фактор кој може да го инкриминираме како причинител, туку кај некои лица имуниот одговор, значи нивниот имун систем преживува одредени алтерации, заради што, наместо да биде насочен кон надворешните агенции, за да го брани организмот од нивното штетно делување, тој се насочува кон клетките. Точно така. И затоа се вика автоимуни. Значи, имун кон себе си. Точно така. И тие треба исто така навреме да се препознаат, затоа што доколку не се лекуваат, а лекувањето е поефективно во периоди кога нема големо оштетување на црниот дроб, тогаш нивната еволуција е задолжителна кон сериозни стадиуми на болеста, како што е и цирозата, а пак и самата цироза има своји стадиуми. Така да во првите стадиуми на цирозата исто така недостасуваат симптоми, најчесто, и неретко се случува цирозата да ја откриеме кога се јават дури компликации. Значи, тоа значи дека потврлил да бидам отворена и здравствениот систем можеби. Затоа што период од години и години не било препознаено присуството на една таква болест. Хепатит ли е, автоимуна болест ли е, метаболна болест ли е, која доведува до еволуција и до стадиум на цироза кога се јавуваат компликации. Компликациите се видливи за сите. Значи, тогаш може да дојде до акумулација на вода во абдоменот, во стомакот. Може да дојде до нагли изненадни крварења од проширени вени на храноводот, која е исто така карактеристика на цирозата, или да дојде до страдање на другите органи. Мозокот, бубрезите, значи во напредните стадиуми на цироза се јавува така наречено труење на мозокот, енцефалопатија, или засегање на бубрегот кој води до откажување на бубрегот. Така што тогаш се наложува и диализа, а причина е црниот дроб, не самиот бубрег пер се. Сакам да кажам дека се во организмот е поврзано и тие релации се многу сложени и мултилатерални.
како што постои во политиката, нели, мултилатерален свет, така и во организмот. Значи, ние не можеме да го изолираме црниот дроб. Засебно да се анализира. Да, туку треба да ги анализираме во целост околностите, апсолутно. Би спомнала, например, професорке, само тука би дала еден коментар. Обично, кога ќе споменеме цироза, првата асоциација ни е алкохолизам. Но, значи, не секогаш алкохолот е причина за појава на Во право сте, цирозата. алкохолот е честа причина, заедно со вирусните хепатити, кои предизвикуваат хроничен хепатит Б и С. Тие се уште најчести во нашата популација, додека во западниот свет, значи во развиените земји, најчести причинители се метаболните, односно масниот црн дроб. Затоа што тие успеале со соодветни адекватни мерки, со една добро водена здравствена политика, со децении, да доведат до значајно намалување на вирусните хепатити како етиолошки фактори за цироза. Меѓутоа, не можат се уште да се справат со метаболните фактори, како што е замастувањето, што е водечка причина за хронична болест на црниот дроб во развиените земји, особено во Америка. Значи, тоа вака делува навистина фрапантно, меѓутоа податоците се такви. Што е тоа заместен црн дроб? Дали во него се наоѓаат оние масти кои што се таложат помеѓу органите, тие озогласени висцеларни масти, одговорни за стомачата дебелина? Истите ли се, не ли се? Значи, мастите се може да се каже исти, меѓутоа треба да се нагласи кое е значењето на тие така наречени висцерални масти кои се наоѓаат на стомакот, меѓу органите во абдоменот и кои се така наречени реактивни масти кои често пати се предмет на хипоксија, на оштетување заради лоша циркулација, при што доаѓа до воспаление. Значи, во тоа масно ткиво се јавува и дополнително воспаление. Затоа велиме дека таа централна обезност, односно централното таложење на масти е патолошка појава, бидејќи од тука тргнуваат сигнали, меѓу другото, кои доведуваат и до оштетување на црниот дроб. Инаку, замастен црн дроб буквално значи појава на така наречени масни капки во црнодробните клетки. Процентот на масните капки може да биде различен, така што степенот на стеатоза може да биде позначаен, помалку значаен и тоа... Имав една фотографија, тука ќе се појави, па ќе можете да ја искоментирате подоцна. Каде што е видливо како изгледа црниот дроб, да, што ќе и во тој имаат случај масни црниот капки. дроб станува отечен, наголемен. Тегобите кои ги предизвикува ваков црн дроб може да бидат од рангот на тежина, утринска мачнина, сепак нема некои сигнали, некои знаци субјективни кои ќе го натераат пациентот, условно речено, пациентот, лицето кој е носител на такво нарушување на лекар. Значи, пак е нагласам. Битно е да се знае дека треба да им се обрне адекватно внимание на лабораториските нарушувања во контекст на стеатозата. Тука би биле и, како се викаат, гликемијата, односно нарушувањето во метаболизмот на шеќерите. Еве ги всушност причините за замастен црн дроб што ние ги издвоивме. Тоа се прехранбени навики, лекови, токсини, алкохол, шеќерна болест, веќе што споменавте гликемија, наследни болести, проблеми со органите за варење, вирусни болести, секако има и уште некои. Ова е сеопфатно, да, сеопфатен поглед на причините за замастен црн дроб. Но основната причина е метаболна, што значи прекумерна тежина, што значи несоодветна и прекумерна исхрана и во однос на калории, и во однос на состав на исхраната, со недоволна физичка активност. Значи, повеќе внесуваме од што трошиме, тоа е едноставен заклучок, вака да биде разбирливо. Прехранбените навики... за навиките, што од исхраната е најпроблематично? Шеќерите, мастите, шеќерите и јаглените хидрати, протеините не се. Шеќерите и јаглените хидрати воопшто, особено јаглени хидрати со низок степен, низок индекс на фибри, на влакна во нив. Тоа се значи белите брашна. Тоа што најчесто го внесуваме во исхраната. Да, ама таа навика треба да се менува. Ја ќе ви го кажам примерот со медитеранските земји. Таков пример е Италија, например.
Кога ќе прошетате по улиците на италијанските градови, ретко забележувате обезни, гојазни особи. Тие се претежно витки, витални, младолики и у крајна линија и долговечни. Значи, и науката го признава значењето и заслугата на медитеранскиот стил на исхрана. Таа исхрана е најзастапена во тие земји. Од друга страна, како контратежа, земете Америка. Значи, таму имате сосема друга слика, еве, кај обичните, кај обичните американци, кај општата популација. Значи, дебелината е главен проблем. Мишел Обама имаше некоја кампања за да ги смени тие навики, меѓутоа тешко оди и навистина е фрапантно дека најмоćната земја во светот не може да се справи со здравјето на незината нација. Бидејќи дебелината е болест. Тука во клучот на таа болест е така наречен феномен на инсулинска резистенција. Тоа значи периферните ткива кои ги користат шеќерите како извор на енергија имаат некој вид резистенција отпор кон инсулинот. Инсулинот е хормон кој го лачи панкреасот и негова улога е да го внесе шеќерот во периферните ткива за да им обезбеди енергија. Значи тоа е физиолошка ситуација. Меѓутоа, што се случува кога имаме резистенција? Тогаш периферните ткива даваат сигнали дека тие се гладни и им треба шеќер. Значи, панкреасот добива информација дека треба да произведува повеќе инсулин. Повеќе инсулин прави глад, прави чувство на потреба од храна и се влегува во еден магичен круг кој се повеќе и повеќе се продлабочува. Значи, тешко е да се прекине тој круг, тешко е да се воспостави една здрава исхрана преку ноќ, тоа не оди. И ја не сум заговорник на оние диети кои бараат фантастични резултати за кратко време. Организмот не е конципиран така, тој не бара рекорди, тој не бара такви екстремни оптеретувања, не е тоа здраво и физиолошки. И затоа пак ќе го нагласам значењето на медитеранската исхрана. Значи, препораките современи на конвенционалната медицина тоа го заговараат. Таков стил на исхрана, значи да има доволно маслиново масло, да има доволно зеленчук и овошје, да има повеќе риба, помалку црвено месо, белите брашна да бидат на минимум, да има повеќе јаткасти плодови, интегрални житарици, значи со цело зрно. Тоа не е ни скапа во крајна линија. Така е. Ние произведуваме и хељда, и рш, и овес, и Само треба да се направи модификација на нашите прехранбени навики, тоа е многу важно. Споменавте дека не сте заговорник на оние ригорозни диети кои што се повеќе се спроведуваат во обид да се регулира телесната тежина, но дали и гладувањето исто така може да направи проблем со црниот дроб? Може ли да го замести исто како и дебелината? Значи, звучи парадоксално, меѓутоа гладувањето, старвацијата може да биде причина за заместување. Зошто? Затоа што организмот во недостиг на храна како извор на енергија доведува до мобилизирање на масните депоа. Значи, масните депоа кај секој индивидуа постојат како складиште на масти кои ќе се употребат при недостиг на енергија. И оние луѓе кои имаат така наречени подкожна маснотија, значи периферна маснотија, тие немаат толку проблем со замастен црн дроб, како оние што имаат висцерална маст. Централна, стомачна. Значи, контраефект ќе се постигне ако се предизвикува драстично гладување. Значи, уште повеќе може се замасти црниот дроб? Да. Заради таа мобилизација на периферните масти, кои доаѓаат и го заплискуваат црниот дроб, кој не е во состојба на брзина да ги прифати, да ги преработи и тие се таложат во него. Значи црниот дроб не е креиран да депонира маст во него. Тој депонира гликоген од вишокот шеќер, например. Ама тие капацитети се ограничени, што значи ако дојде прекумерно надоаѓање на маст, тие ќе се наталожат во црниот дроб и сме влошиле состојбата. Која е разликата? Например, која е границата која може да биде полезна кај така наречено интермитентно гладување визави поголемото гладување? Тоа тешко може да се направи, така што може да бидеме во ризик. Најдобро е да имаме модифицирана, добро балансирана исхрана
во која се застапени сите компоненти, значи би било глупаво да бидат исфрлени мастите. Не треба да бидат исфрлени мастите. И тие му требаат на организмот. Меѓу другото и за ресорбција на некои витамини важни. Значи никако не смеат мастите да се исфрлат. Па не смеат. Бидејќи нели логиката замастен црн дроб, јас сега ќе внесам помалку масти во исхраната. Помалку да. И тоа е карактерот на мастите. Без никако. Тоа е будалаштина, вака да не бидам. Јајца може ли да се земаат, професорке? Може да се земаат јајца. Жолчката е лимитирана, внесувањето на жолчка кај одредени форми на црнодробна болест, кои одат со застој на жолчните сокови во каналите и кај некои цирози. Значи, тука треба да се ограничи. Инаку кај другите може да се внесуваат јајца. Друго сакам да кажам, масноти кои се здрави се незаситени масноти, значи повеќе од растително потекло и ограничена употреба на масти од животинско потекло. Но најопасни се трансмастите. Значи тоа малку се знае. А тие се присутни во процесираната храна. Во лиснати тешта, за жал. Речи си во сите производи ги има. Вие сте добро информирани, гледам јас и ме радува, затоа што имаме билатерален комуникација, фидбек. Пак сакам да нагласам, никој не ги чита декларациите на производите. Значи, одиме кон тоа каков е вкусот, а вкусот е така компониран за да биде пријатен и прифатлив. Сега, треба да се внимава што се внесува, затоа е најдобро да биде свежо, домашно сготвено. Да, со многу помала термичка обработка, за да се уништат оние вредни биолошки компоненти во храната. И на пониски температури, тоа вака би било идеално, и да се користат овие масла, како што е маслиновото масло, кое е масло, нели? Меѓутоа, тоа има многу позитивни ефекти, значи има и антиоксидантна улога, и тоа се незаситени масноти. Професор, има ли вистина дека замастен црн дроб почесто се јавува кај жени во средните години од животот, кои што имаат вишок на покачена телесна тежина? Па има вистина во тоа, меѓу другото и заради тие хормонални дисбаланси кои се јавуваат во тој преоден период. И затоа исхраната со текот на возраста треба да се модифицира. Значи, ако јадеме исто во понапредната возраст, нашите потреби се помали, нашата физичка активност е исто така помала, а хормоналните услови се променети. Во тие случаи, иако јадеме исто, доаѓа до лепење на тоа што го јадеме и до зголемување на телесната тежина. Значи, тука треба да има една култура во исхраната, која треба да се негува, што е многу битно. Инаку сакам да кажам дека стеатозата е исто така поврзана и со шеќерната болест. Вие го напишавте овде. Диабетесот, така. Значи, со зголемената телесна тежина. Меѓутоа, не сите, условно речено гојазни, ќе имаат замастен црн дроб. Негде би било тоа околу 80%. 20% немаат. Токму заради тој правилен распоред на маснотиите. Значи не е што спенавте, што не е стомачна дебелина, туку е равномерно распоредена дебелината по телот. А од друга страна, стеатоза има и кај така наречени слаби или тенки индивидуи. Значи 20% од стеатозите се ги откриваме кај нив, што значи дека има и некоја генетска предиспозиција, но и кај нив наоѓаме малото ложење на маст во предел на стомакот, например. Значи сепак си имаат предиспозиција таму да има нешто на што може да се делува. А сега ви прашала во однос на алкохолот, го споменавте во неколку наврати. Колку алкохол може да се пие во текот на денот без да се направи проблем на црниот дроб? Да речеме едно пиво, една чаша вино, едни или две чашки раки. И ве прашам ова бидејќи се нормализира неутрализирањето на стресот, да речеме со чаша вино. Тоа станува некако дел од културата на современото живење. Па дали тоа може да ни донесе некаков проблем? Значи, вака сега, да направиме дистинкција помеѓу општата популација, условно речено здравите, и лицата кои што имаат болест на црниот дроб. За жал, кај лицата со болест на црн дроб,
Znači, apsolutno je zabraneta upotreba na alkohol. Se разбира, ние правиме некогаш така е толеранција ако се работи за полесно заболување на црниот дроб и во рамки на мали количини на алкохол. Алкохолот се метаболизира во црниот дроб. Значи, тој заедно со сите други хранливи продукти и тој го ангажира ензимскиот систем на црниот дроб во неговото метаболизирање. Значи, представува еден вид оптеретување. Инаку, чаша вино, тоа спаѓа во културата на французите, например. И тоа е здрава навика. Црвеното вино особено има многу позитивни ефекти. Меѓутоа, количината на алкохол која е дозволена, различна е мажите и жени? Различна. Затоа што жените имаат помал капацитет ензимски. Значи, нивниот ензимски систем е помалку моќен и не е во состојба да ги метаболизира истите количини на алкохол како кај мажите. Сега постојат некои лимити кои се условно земени. Значи, не треба да се злоупотребува дека тоа безбедно. Тоа не значи безбедно. Тоа е лимит кој кај најздравите може да се дозволи, меѓутоа лесно може да се предизвика оштетување ако постојат други кофактори. Значи, алкохолот е еден фактор. Ние не знаеме кои се другите фактори кај секој индивидуа поединечно. И затоа треба таа проценка да се прави индивидуално. Значи, сега да кажам некои бројки, ќе кажам. Например, 21 единица алкохол се смета како горен лимит за мажите за една недела. А што значи тоа единица? Тоа значи жесток пиелок кој има 40% алкохол, 25 мл би било една единица. Сега пресметајте, 25 мл една единица, а ваму имаме 21, тоа значи дека 3 такви пијалоци на ден би биле дозволени како максимум за мажите, а кај жените 2, односно 50 мл. Меѓутоа, пак ја речам, тоа не значи да бидеме слободни дека тоа се безбедни зони. Дека слободно можеме. Да. Значи, што помалку тоа подобро. Да бидеме сигурни дека нема да ни се случи ништо. Подобро. Значи, што помалку подобро, тоа да го запаметиме. Да, пак ја нагласам, значи, кај цирозите тоа е апсолутно забрането. Никако, ни капка, дури ни при некои фамилиарни настани кои се одбележуваат со алкохол. Значи, тука нема отстапки. Не треба да има сега на штета на пациентот, затоа што представува кофактор во оштетувањето. А лековите, професорке, може да ни направат проблеми? Да. Значи, сите лекови бидејќи се неутрализираат сите во црниот дроб. Кога зборуваме за лекови, треба да кажеме дека полипрагмазијата не е оправдана. Што значи тоа? Да се користат многу лекови и кога треба и кога не треба. Затоа што комшиката ми рече вака не се изделувало, па да ја да си земам. Значи, таа практика не треба да се спроведува. Лековите се метаболизираат исто во црниот дроб. И начелото е да се земаат оние лекови што навистина требаат, онолку долго колку што требаат и во минималната доза која ќе му даде бенефит на пациентот. Се разбира дека кај лековите можете да најдете листа од 600 лекови кои на некој начин може да покажат штетно делување на црниот дроб. Тоа не значи дека ние сите треба да очекуваме такво нешто. Туку треба да се има предпазливост. Кога се користат лекови, да се прават контролни анализи повремено, да се види како реагира црниот дроб. Например, статините се даваат за намалување на маснотите. во крвта. Меѓутоа, кај некои лица тие може да дадат покачување на трансаминазите. И тоа треба да се следи. Секогаш треба да се процени кој е кост-бенефит. Значи, дали пациентот има поголема штета ако го прекинеме лекот или ако го продолжиме, но со внимателно контролирање. Лекови за епилепсија, например, тие се неопходни некогаш и доживотно треба да се земаат. Меѓутоа, треба да се контролира. Некогаш треба да се замени, да се побера друг аналог на тој лек, за да се види како ќе реагира црниот дроб. Инаку, лекови кои исто така многу е расширена нивната употреба, како антиреуматиците, кај лица со реуматски заболувања и разни типови на болки, значи особено кога таа употреба е почеста, хронична, подолготрајна, тие се познати како
штетни за црниот дроб, особено кај црн дроб кој е начнат предходно. Тука спаѓа и стеатозата. Значи, стеатозата има помал капацитет и помала способност да ги метаболизира тие лекови, одошто здравиот црн дроб. Парацетамолот може ли да направи проблем? Да. Парацетамолот е друга приказна. Тој е безбеден лек кога се дава во дозно одредените граници. Тоа значи, ако не се предозира лекот, тој е безбеден и може слободно да се користи. Меѓутоа, тој е опасен ако се предозира. Тоа предозирање може да се случи заради грешка, заради суицидални намери и така натака. Како и да е, предозирањето може во ретки случаи да предизвика акутно откажување на црниот дроб. Значи, во западниот свет, трансплантацијата на црн дроб која е индицирана заради акутно откажување на црниот дроб, најчесто е предизвикана од парацетамол. Звучи вака фрапантно, меѓутоа податоците се такви. Значи, треба да се внимава со дозата. Бидејќи некои земаат парацетамол при секоја чувствена настинка, велат да пресечам, да не се разболам. И тука треба да се внимава. Тоа не е опасно. Да. Значи да се внимава на дозата. На дозата, соодветна доза. Што е со антибиотиците? Бидејќи исто така се земаат многу често антибиотици на своја рака, може тие да направат проблем со црниот дроб? Антибиотиците не смеат да се земаат на своја рака, навистина, тоа треба доктор да го одреди. Кај нас таа практика, мислам дека прилично зема зама во одреден период и треба да се напушти. Антибиотиците имаат многукратни негативни ефекти ако се земаат на своја рака. Во однос на црниот дроб има антибиотици кои исто така може да предизвикаат оштетување. Некај секого за среќа, значи некој има индивидуална осетливост да реагира на тој начин кон некој лек. И затоа треба да се контролира. Тука, например, спаѓа клавулонската киселина, која е една компонента на амоксиклавот, еритромицинот исто така. Меѓутоа, антибиотиците се земаат за ограничено време, така што тоа транзиторно оштетување се повлекува понатака. Да. Значи, по прекинувањето на терапијата или при внесот на одреден токсин, ќе се среди состојбата, ќе сите или не? Па би требало ќе сите, да. Кога зборуваме за, веќе споменавте наследни болести дека може да го оштета црниот дроб, што е со проблемите со органите за варење? Тука и жолчката. Многу често се јавува камче во жолчката, некаков полип во жолчката. Може ли тоа да доведе до некакви проблеми со црниот дроб и негово замастување? Не, жолчката кога е воспалена, бидејќи таа во непосреден контакт со црниот дроб, може тешките воспаленија да преидат и на околината. Значи, и таквите случаи треба оперативно да се згрижуваат. Инаку, нема таква релација жолчка па да предизвика замастување. Меѓутоа има болести кои се исто така од наследен карактер, како што спомнавте, како што е Вилсоновата болест, например, која спаѓа во ретките болести, но не е толку ретка за да не се обрне внимание. Затоа што ако не се препознае болеста, тие пациенти завршуваат смртно, значи задолжително. Бидејќи тоа таложење на бакар оди до такви граници што ги оштетува црниот дроб, бубрезите, мозокот, срцето и така натака, крвните елементи. А од друга страна, навременото препознавање на таа болест доведува до лечење, кој ќе биде доживотно, меѓутоа кој ќе овозможи апсолутно нормален живот и животен комфорт, квалитет на живот. Сега, апропо тоа, сакам да кажам дека и таа болест во своите рани стадиуми дава стеатоза. Што значи, наоѓањето на стеатоза, пак ќе речам кој е контекстот, кај младо лице, кој нема други фактори, кои би биле одговорни за појава на стеатоза, ако се пренебрегне тој факт дека има присутна стеатоза, малце покачени трансаминази и ништо друго, ќе се пропушти оној златен период кога може да се диагностицира, да се открие болеста и да се пружи навремено лекување адекватно, бидејќи лекувањето е многу ефикасно. Го исфрла бакарот, го ослободува црниот дроб од вишокот бакар и животот продолжува понатака. Воспротивно, епилогот е многу лош
доведува до терминално откажување на црниот дроб. Мака тоа се некои работи кои би сакала да ги нагласам како битни. И пак ќе се вратам на она. Да не се занемари покачувањето на трансаминазите, односно лабораториските отстепувања, кои се наоѓаат при систематски прегледи, кои се наоѓаат кај, условно речено, здрави лица кои отишле така да направат нормален чекап повремено. Тоа треба да се практикува. Затоа што лабораторијата е првиот момент кој ги открива болестите на црниот дроб. Во таа фаза, кога се уште откштетувањето не е од голем интензитет. Тогаш може, како што споменавте, лекувањето да даде резултати. Апсолутно. А кога станува збор за замастен црн дроб, постои ли некаква фармаколошка терапија со која што црниот дроб би можел да се одмасти, односно да се реши проблемот? Магично стапче не постои. Меѓутоа, треба да се знае дека фундаментално значење за одместувањето, односно за лекувањето на оваа болест, која има разни форми, да се разбереме. Замастен црн дроб е еден термин, меѓутоа во тој ентитет спаѓаат неколку други подгрупи. Значи, има просто замастување, кога има само маст, нема воспаление, има замастување кој оди со воспаление, има замастување кој оди со фиброза, и тоа е веќе трасиран патот кон цироза, и има болести кои одат до цироза. А цирозата понатака си има своја еволуција кон терминален стадиум. Значи, битно е да се одреди кој тип на стеатоза е. И од тоа зависи каков третман ќе се понуди? На сите треба да им се понуди прво соодветен хигиено-диететски режим. Што подразбира тоа? Она за што зборувавме. Медитеранска исхрана. Значи, исхрана која ќе биде прилагодена, која ќе доведе до постепено благо намалување на телесната тежина. И тоа дружење со вагата, јас и на пациентите им велам, дружете се со вагата и нека ве поттикнува. Нека ви биде пријател, бидејќи обично не сака да застанат на неја. Ќе ви биде поттик, стимулација да продолжите натака, дека сте на прав пат. Значи, да се јаде помалку во однос на калории, не да се гладува, и повеќе застапени зеленчукот, овошјето. И овошјето треба да биде ограничено, бидејќи па и тоа има многу шеќер. Особено некој овошје, например, лубеница, грозје. Повеќе зрнеста храна, значи тоа треба апсолутно да се применува. Мешунки и семки, маслиново масло кој може да си го дозволи, нели? Помалку путер, паблака, масни кашкавали, значи од сирењата, урда, моцарела. Тоа може? Младо сирење тоа може, да. Но не кашкавал? Со протеини. Нашиот галички кашкавал е многу масен. Ама е вкусен. Вкусен, да. Ама да биде тоа ретко и помалку. Значи, умерено, дозирано. Дозирано. И уште нешто, не го спомнавме, тоа се зашекерените пијалоци. Значи, тие се... Кои што се многу популарни и секојдневно присутни. Тоа треба да се напушти. Значи, вода, чај, хербални чаеви, меѓутоа без шекер, без додатоци сладки. Тоа треба да се негува. И она избегнување на процесирана храна. Значи, сувомеснати, паштети, кетчап. Мајонез. Мајонез никако. Не само тоа. Замрзнати, рековте и вие добро, дека замрзнатите тие теста. Пици, теста, да. Значи, сите тие во својата преработка индустријска имаат трансформација на мастите во нив во трансмасти. Понатака, она што представува адитиви. Адитивите се декларирани. Не се во свежата храна. Така е. Значи, свежата храна треба да има приоритет и главно место во нашата кујна. Јас знам дека тоа одземе и време, темпото животно е такво, нели, да се... времето е скапо, линијата на помал отпор да се купи готово, полуготово и така натака, меѓутоа тоа не е здраво. Значи, семејниот ручек би требало да се врати повторно како концепт и би помогнал многу во здравието. А исто така можеме да прочитаме за третмани со кои што се прочистуваат црниот дроб. Некакви пијалоци, напивки, се враќаме на она што постои ли е нешто магичното тако, може ли стапче? да се прочисти? Значи,
Па не е црниот дроб прво смукалка да го изчистиме, па повторно да го пуштиме во употреба. Тоа се процеси таму. Значи, па ќе речам, стилот на живот треба да се менува за да има адекватен резултат. Значи, ништо не можеме да направиме. Точно тоа дека некоја храна има антиоксидантно делување, артичоката, џумбирот, зелениот чај. Меѓутоа, ние треба да го менуваме стилот на исхрана и на живот. Доколку остане исхраната иста, со тој чај нема ништо да направиме. Па не, значи тоа е само залажување, дека нешто, некои витамини исто така, витаминот Д, витаминот Е, витаминот С, да, има антиоксидантно делување, ама тоа е помошна улога. Фундаментот е како се храниме и каква физичка активност проведуваме. Значи, тоа треба да доведе до согорување на мастите. И таа физичка активност, се разбира, треба да биде прилагодена кон возраста, кон општите други услови. Значи, некој ако има болно срце, болни зглобови, не може да трча. Меѓутоа, треба да има одредена физичка активност. Значи, физичката активност е составен дел од сето ова што го наведовте, од животните промени. Интересно е што веќе лекарите припишуваат на некаков начин физичка активност како начин на лекување, како дел од третманот и сето тоа треба сериозно да се свати, а не да се избегнува. Колку минути препорачувате во текот на денот за повозрастните лица физичка активност? Па тоа треба да биде индивидуално, треба и од само чувствието како е, нели? Меѓутоа, типовите на физичка активност треба да бидат прилагодени. Дали ќе биде тоа шетање, брзо одење, трчање, се разбира, нема да му препорачаме. Не може да го практикува некој кој има артроза или... Друго што сакав да кажам, и она нагло слабење дека не треба да се применува. Затоа што и тоа е контрапродуктивно. Значи, како здраво слабење, еве условно речено би кажала дека е, например, до 2,5 килограми месечно. Како губиток на телесна тежина кој треба да се достигне, би изнесувало, например, минимум 5% од стартната телесна тежина, а оптимално би било 7 до 10% од стартната тежина. Значи, тоа да го постигнеме, ќе биде, ќе има бенефит црниот дроб, ќе има поволно делување врз замастувањето конкретно. Кога зборуваме за редовните прегледи за црниот дроб, кој што вклучува и лабораториски анализи, понекога се случува кај деца да се направи анализа на билирубини и тие да бидат покачени. Исто и кај возрастните да бидат покачени, тоа да е постојано така. Дали ова значи болест на црниот дроб? Па јас предпоставувам дека мислите на оно покачување на билирубинот кое го среќаваме кај тинејџерите најчесто. Така. Значи, кога се работи за тој тип на билирубин, треба да се нагласи дека тоа не е болест, туку е едно нарушување кое се должи на мрзливост на ензимските системи кои го обработуваат билирубинот. Че билирубинот се произведува во слезинката пред се со распаѓањето на црвените крвни зрнца. И таков доаѓа во црниот дроб и тој го прифаќа, го преработува и го излачува во жолчката, жолчниот сок. Ако тој процес на прифаќање и така наречена конјугација е спора, тогаш може да дојде до покачување умерено на билирубинот. Значи, тоа треба да го разликуваме од покачување на билирубинот кај жолтиците, кај разни оштетувања на црниот дроб кои се сериозни. Значи, имаме фундаментална разлика помеѓу овие два типа билирубини. Ме разбирате? Значи, овој тип на билирубин нема да даде пожолтување на кожата. Значи, тој дава најчесто пожолтување на белките и може да се потенцира после некое ексцесивно вежбање или после некое гладување или после грипозна состојба. Значи, тогаш ензимите се уште помрзливи, уште потроми и тој ќе се покачи. Меѓутоа, тој флуктуира, тој не расте прогресивно, ме разбирате? И не дава оштетување, нема реперкусии врз здравјето и прогнозата на тие лица е апсолутно добра. Меѓутоа, треба тоа лекар да го одреди. За кој тип билирубин се работи, дали е тоа така или не. Во крајна линија, тоа можеме да го докажеме и со генетско испитување. Тогаш ќе се стави печат и на тие неверни томи и уплашени родители кои
се загрижени нели што ќе биде со нивното дете. Тоа почесто се јавува кај машките, иако и женските може да го пројават. Значи, тоа е различен билирубин од билирубин кој се јавува заради оштетена функција на црниот дроб. Тоа е апсолутно различно. Дали ова покачено ниво на овој тип на билирубин може да перзистира до крајот на животот? Може, со флуктуации. Некојаш може да се нормализира. Ви кажав кои се факторите кои го фаворизираат. Но треба да се испита и тинејџерот треба да знае дека се работи за генетска позадина, претпоставувам, кога оди на лекар за да пријави. Да. Меѓутоа, да не го свати тоа како болест, па да има така една фрустрација. Тоа е едноставно едно нарушување во работата на тие ензими, кои се малце помрзли. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина еден интересен и корисен разговор, поврзан со здравјето на црниот дроб и болестите кои што се поврзани со него. Еве, уште еднаш да нагласиме дека редовните систематски прегледи се многу корисни кога станува збор за здравјето на овој орган, бидејќи симптомите се нетипични во почетните фази, многу и да често не се игнорира. Значи, без обзир што лицето добро се чувствува, нема никакви тегоби, е комплетно работоспособно и без симптоми. Треба да се даде одговор на прашањето што е позадината. Не секогаш е болест, меѓутоа да се направи дистинкција. Порано се сметаше дека замастениот црн дроб е непрогресивна болест и несериозно некако се доживуваше сето тоа. Ред имам замастен црн дроб. Тоа е заблуда, бидејќи се покажа, времето покажа, искуствата покажа дека е тоа хетерогена болест. Значи треба да си го добие името и презимето. Од лековите не ги спомнавме онколошките терапии. Тие исто така доведуваат до заместување. Тамоксифенот исто така. Хепатитот С може да даде заместување на црниот дроб. Значи тоа е во неговата клиничка слика. Само хепатитот С или хепатитот? Само хепатитот С. Само тој хепатит. А други вирусни заболувања, бидејќи сме постојано изложени на некакви респираторни вируси и слично. Па ние зборуваме сега за хепатотропни вируси, значи кои се тие вируси може да удрат и на црниот дроб. Па видите, една септична состојба секако дека ќе даде една тешка инфекција на организмот, да, слабото срце исто така. Значи, па ќе речам, во кои услови се наоѓа црниот дроб, тој не може да не биде засегнат. Меѓутоа, тоа се секундарни причини. Значи, ние ќе се насочиме кон лекување на сепсата, кон лекување на пнеумонијата, кон лекување на срцевата слабост, па очекуваме понатака подобрување на црниот дроб. Значи, не се насочуваме директно кон црниот дроб. А терапиите за хепатитис С, дали се ефикасни? Па тоа е револуција во хепатологијата. Значи, последната декада, тие нови лекови, кои за жал се многу скапи, имаат фантастични резултати. Значи, може да зборуваме за излекување на хепатитот С, кој пред тоа беше прилично мачен за лекување. И Светската здравствена организација има зацртано план да дојде до ерадикација на хепатитот С во светот до 2030 година. Значи, таа поддржува проекти, поддржува такви програми за да биде достапна терапијата за сите. За хепатитисот треба да се отстапи една простор за една цела емисија. Немаме веќе време во денешната Телма амбуланта. Јас уште еднаш ќе ви заблагодарам многу за вашето денешно гостување и за сите јасни препораки што ги дадовте поврзани со болестите на црниот дроб. Благодарам на поканата. Поздрав до Почитувани професор доктор Викторија Чаловски-Иванова, субспецијалист по гастроентерохепатологија во Аџибадем Систина, беше гостинка во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и внимавајте на вашето здравје.